2025 беше доста предизвикувачка година за прилепското стопанство. Воведувањето на американските царини предизвика затворање на некои пазари. Дел пак од странските инвестиции во Прилеп веќе се селат во Северна Африка, а војната во Украина ги затвори дел од пазарите во Европа. Ова е оценката на Прилепската регионална стопанска комора за годинава која што изминува. Остануваат исто така и проблемите како недостигот на работна рака и неадаптираниот образовен процес според потребите на пазарот и новото време. Сметаме дека доколку државата се вклучи во огромна промоција на македонскиот бизнис, тогаш би било добро посилни напори, не само декларативни, во сузбивањето на сивата економија, барем и да почне најпрво од оние сектори кои нашата економија ги има, за да можеме да го заштити тој дел од производството, да може да продолжи да работи. Во спротивно, сето тоа ќе дополнително само ќе го убрзува процесот на пропаѓање или на банкротирање на нашите компании. Бизнисмените бараат заштита на домашното производство, особено на земјоделските производи, а ќе требало и доквалификација и преквалификација на работната сила за поголема продуктивност. Во однос пак на растот на платите, неизвестна е ситуацијата, колкав ќе биде тој. Платите би требало да растат согласно инфлацијата, така да некои 3-4% онака како што е проектирана би требало да има зголемување на платите. Но не знаеме како ќе се одвива, бидејќи поскапувањата претежно во делот на храната и сега, а грото од платата се троши во делот на храната, не знаеме тој дел до кој степен ќе оди. Градежниот сектор вели дека се почувствувало раздвижување како со унгарските кредити, така со изградбата на коридорите 10 и 8 и со реализацијата на повеќе проекти на локално ниво, помогнати со средства од централниот буџет. Но се бараат и одредени законски измени. Поприлично треба институциите да се позанимаваат со таа институција јавни набавки, елиминирање на нелојална конкуренција, само преку законски регулативи и она што значи регулирање на условите и учеството и тендерирањето преку институцијата набавки. И кај градежниот сектор, како и кај останатата економија, потребата од работна рака останува еден од најголемите проблеми. За Сител, Дарко Штарговски.